Јас сум Драган Јосевски, председател сум на Синдикалната организација на правосудство, при Синдикатот администрација и државна управа. Денеска се собравме овде за да ви кажеме да го изразиме нешто големо нездоволство. Устави твоето огромно нездоволство околу исплатата на тратоци на плата кои се деца неделава, а кои се по наше мислење изузетно штетни, односно проценувачки према работените во судовите и обично према целата судска служба. Ние као синдикат не се служуваме дури со оние захтеви или оние мислења на синдикатот на УПОС и изложението на судската служба кои на некој си процентуално единство да се изначиме судиите, пошто продавците на плата се врзува за платите. И онда наравно дека тоа ќе биде штетно по судската служба, затоа што платите на судиите се нормално поголеми и онда ако се почнеме врзаме за нив, ќе дојде до таа ситуација да судиите добијат све, а да судската администрација готово не добие ништо. Ние као синдикат на администрацијата размислуваме и ќе понудиме некако се номинално единство во кое ќе се излази со два аспекта. Првиот кажуваме дека да би било на некој начин да се анулираат, односно да се избалансираат тие барања наши и некој колку да биде поправишна таа распределба на тие пари за дотоци на плата, ние кажуваме прво би требало 2 до 3 пати да се зголеми делот за доци на платата према судските службеници и вработените во однос на судиите, така да у тој аспект, ако знаеме да помлад судски службеник зима 15.000 и тука се движат платите, тоа ние ако ги изгледаме 2-3 пати, ќе добиеме 4.500, а судите ќе останат на твоите 6.000 кои најмат плата, така да имаме некој избалансиран, односно уедначен, односно близу до егалот и да бидеме сите задоволни со таквата преспредба на овие средства за дотоци на плата. А ако остане истиот ваков воч, тоа судите ќе земат истака 6, 7 или 8, зависи од кај работат и кој суд, а судските службеници ќе добијат 750 денови. Тоа е понижувачки за судската служба и омалжувачки до крајни мери. Околу штрајкот што го најавија представниците на УПОС и Движењето на судската служба на некоја така известен бели штрајк. Ние не сме за бели штрајк. Ние сме за црн штрајк, што може по-црн да биде. Со сите могучи нишани кои треба да се прави штрајк. Поздравуваме заложбата на УПОС и на Движењето на судската служба, дека и они се заложуваат и ја детектирале оваа понижувачка положба на судските службеници. Меѓутоа, начинот ни се разликува. Ако се стварно искрени, ние и во февруари веќе покrenаме на такова иницијатива во која скоро бевме еден ден во штрајк. Штрајкот го уништија баш представниците на УПОС, кои се откажаа нивните лидери овде во судот, а после се посипуваа по пепел сите во глава, така да не станало, не го стревме до крај. Да тоаш бевме малце похрабри, и тоаш да бевме малце поединствени, ние денеска ќе имаме многу подобра прегравачка позиција него што имаме денеска, која треба да почнеме од почетокот. Каде ќе ги доставите барањата кои што сега ги споменавте и доколку не гледате дека тие барања ќе ви бидат во позитивна насока усвоени, дали во тој случај ќе стапите во штрајк? Барањата се доставуваат, се знае, ние не сме прв пат. Судството е со најмногу штрајки во државата како постои. Јас сум 7 пати бил председател на штрајкачки одбор. А сме имале преку 15 штрајкови. Ние знаеме како се води штрајк. Тие се доставуваат до надлежните, се доставува на Министерството на правда, во Врховен суд и до нашиот работодавач, наравно до нашиот суд. Ако се оди на ниво на цела Македонија како УПОС, онда стига доставуваат Министерството на правда и закажуваат штрајк. Штрајкот е иначе легално средство за борба на нашите членови. Тоа не може никој да го забрани. Ние кажуваме дека според ова, што го кажа јас сега за штрајкот, имаме на еден начин и кои се кршат правата на вработените во судословите на основу законските решенија. Ако земе за овој додаток на плата, судската полиција и оној орден кој прв уште во 90-те го имаше нормативно покривање за право на штрајк, за право на додаток на плата за ризик. Сега едини сме кои не ни плаќаат. Значи сите вие овде работите во судовите, дека ние до касно во ноќе и до рани утрски зори. И сега имаме една апсурдна ситуација, сите што спијат дома, им се плаќа ризик, додаток на ризик на плата, само на судските полиција да се исплати. Согледно тоа што судскиот буџетски совет имаше соопштение во кое вели дека нема да ги покачат додатоците на платите со образложение дека соопштението беше пред некој ден со образложение дека има додаток повисок на плата од 5%,
и зголемена плата на 5% за последните месеци. Како ќе го коментирате ова, бидејќи последниот став на Судскиот буџетски совет не е за покачување на додатокната на Значи, плата? плата е едно, додаток плата. Плата се регулира на еден начин. Тие 5% ги добивме ние. Владата ни ги донесе на секоја година, владата утврдува бод за наредната година. И таа ги донела, тоа нема врска со лаци на плата. Тоа ни го искористија само кој изговор за да се зема 10%. Јер самите одлучуваат судско буџетско за себе колку ќе прима. Така да они се одлучија, земејќи го ова само како изговор, дека ние сме добиле 5%, а ние тоа го добивме уште во јануари, ви кажувам со утврдување на бод. И тоа плюс нас не ни дава 5% зголемување сега. Тамо добро пише во закон за плати. На утврдениот бод, значи кој сега го утврдил, иде 5%, уште ни може да зголеми просто, ние не добивме 5%. Само го добивме тоа зголемување што е утврдено во јануари од 5%. И тоа ни го искористија. И на тој начин нас фактички као алиби за ова да земат 10%, кој е енормно голем односно на работените во судот и ние го третираме како крајно понижавачки за судска служба. Друга работа, ако ја не знам колку ја може да зборам поише, што е чудно. Ние се некој ќе каже вие сте имале право, па што не тужите. Да, идеме на суд, ама влегуваме во судската лаврина. И мора да ви кажем, интересантна работа е што тужев ја баш за ризик. Да видиме како некој пилот права, ако го добие за ризикот, ќе го добија сите. Мора да цитирам судијата Снежана Ивановска во двој. Значи идам сега со име. Судијата ми носи решение и со ова пресуда со образложение. Дека точно е дека судските полицајци, како посебни услови на работа, имаат право на додаток на плата за повишен изложеност на повисок ризик. Ама вика твоето барање тоа право е неосновано. Што понека да кажем? Дали со овакви случаи идеме ние во Европа? Значи, она што го цитирало, моето барање што го цитирало закон е неосновано. Ние кажуваме све може да биде, ама не може да биде неосновано. Судските полицајци имаат право и нормативно. Кажа, први бевме што го добиме тоа право. Закон, сите после нас, да што сите зема норми суми на пари, со си направиле едно правилниче, а за нас правилникот не носат веќе 10 години. А таму во закон имаат нормативна ова законска одредба, да тоа мора да го напат во 9 месеци од стапувањето законот на судска служба, која е донесен пред 6 години во 2014 година. И сега ние, пазите, идеме на судија, да имаме кредибилен судија, да имаме судија со интегритет, како што го немаме, да имаме капацитетен судија, кооперативен, тој би пресколи во наша корist. Што сме ние криви што го имаме правото во закон, а некој не го донел правилникот што бил должен да го донесе пред 6 години во 2014 година со законска норма да го тоа направи во рок од 9 месеци.